Почитувани медиуми, почитувани граѓани. Очигледно Зоран Заев мораше да се консултира со Грција, дали и со какво прашање да застане пред македонските граѓани. Среде владата на Република Македонија, во својство на премиер на Република Македонија, Зоран Заев за грчкиот национален медиум се само цензурира да не случајно изговори Македонија, да не го изговори името на државата. При тоа македонскиот премиер за своите одлуки или дилеми прво се обраќа пред грчката јавност. Тоа е зајакнатиот Зоранов идентитет. Ваквото однесување на Заев е срамно и антидржавно. За највисоките државни и национални интереси граѓаните да разбираат преку грчката национална телевизија, откако прво ќе го слушнат грчките државјани. Тоа е недостојно за премиер на Република Македонија. Дали тоа Зоран Заев се консултираше со неговите нови пријатели преку границата што да го праша македонскиот народ на референдум? Дали сте за Европска Унија и за НАТО и за поддршка на договорот со Грција, или дали сте за Европската Унија и НАТО поддржувајќи го името Република Северна Македонија? Прашањата сами по себе се манипулација и ја поистоветуваат определбата за членство во Европската Унија и во НАТО со срамниот договор што го прифати Зоран Заев. Лагата на Заев е дека обезличувањето на македонскиот народ е предуслов за евроатлантските интеграции, бидејќи тие се темелот на достоинствено партнерство и почитување на човековите права, кои за жал Заев ги погази. Никој не бара од македонците да се самоукинат. Зоран Заев упорно го лаже македонскиот народ кога вели дека сака да изгради консензус пред да ги дефинира, например, референдумското прашање, а потоа да го соопшти. Зоран Заев во целиот овој процес за обезличување на државата и на македонскиот народ ги исклучи опозицијата, го исклучи народот, го исклучи председателот на државата. Го претвори процесот во своја приватна забава. Но сега гледаме дека му е важно да има допир со грчките националисти. Важно му е да го допре Каменос. Дали тој допир му е подраг од допирот со македонскиот народ, со македонската опозиција, со македонскиот председател? Ова мора да престане. Граѓаните ќе застанат пред заканата по македонскиот идентитет, пред девастирањето на државата по сите основи. ВМРО ДПМН ќе застане на браникот заедно со народот. Токму затоа ги повикуваме сите оние што се противат на ваквите девастирачки политики на Зоран Заев и неговата свита во владата, утре во 13 часот да се приклучат на протестниот марш на ВМРО ДПМН во Струмица. Народот ќе победи. Македонија ќе победи. Ви благодарам.